Добро вечер. Крајот на Централниот дневник ни е резервиран за вестите од културата. Да погледнеме што подготви нашата културна редакција. Новогодишна латино-музичка идила најавува пианистот со светска слава Симон Трпчевски за новогодишниот концерт со кој ќе прослави 25 години кариера. Концертот ќе се одржи на 20 декември во арената Борис Трајковски во Скопје. Поминатогодишниот фантастичен концерт во арената Борис Трајковски, кога Симон Трпчевски ја наполни салата до последно место, маестро Трпчевски најавува уште еден музички спектакл. Овој пат со причина за славење. 25 години врвна музичка кариера, исполнета со настапи на најпрестижните сцени, со работки со врвни елитни оркестри и интерпретации што оставаат траен печат. Концертот кој ќе се одржи на 20 декември годинава во арената Борис Трајковски ќе представува новогодишна латино-музичка идила, а е во организација на Прагма продукција. Се разбира, емоциите се секогаш многу така интензивни кога се свири дома. Одговорноста исто така на големо ниво. Заради тоа што има нишка, се разбира, во народот каде што еден уметник доаѓа, што ќе ја подосети на начин кој што не може да се објасни со зборови никош. И тука не зборуваме за професионални или непрофесионални музичари, уопшто за љубители на музиката, не. И од тој аспект се разбира, многу ми е мило. Само би сакал да додадам дека на овој концерт ќе се појави како гостин и концерт мајсторот на Македонската опера и балет, еден од најталентираните виолинисти на Македонија, Климент Тодоровски. Би сакал само да додадам дека во вториот дел на концертот, освен овие композитори кои што ги наведов, ќе има и специјално направени аранжмани за делата избрани од страна на македонскиот композитор Панде Шахов, кој што специјално ќе дојде за овој концерт од Англија. 20 декември ќе биде вечер која ќе представува спој на уметност, традиција, емоција и врвна интерпретација. Заедно со квинтетот Македонисимо и специјални гости по диригентската палка на маестро Сашо Татарчевски, Трпчевски ќе не однесе на патување низ музиката кој ќе ги надмине жанровите и границите. Огромна е честа, меѓутоа огромна е и одговорноста за да се направи со најголемиот состав кој што таму ќе настапува, односно оркестарот на Македонската опера и балет, да биде на нивото на кој што е потребно за да се настапува со уметник кој што настапува со најголемите оркестри во светот. Латино вечер, многу страст, многу емоции, многу ритмика. И јас сум сигурен дека публиката која што ќе дојде на концертот ќе ужива. 25 годишната кариера на Симон Трпчевски е пат исполнет со непоколеблива посветеност кон уметноста, со страст што не згаснува и со визија што постојано се надградува. Јубилеј што сведочи за храброста да се остане верен на сопствениот израз, дури и кога тој го менува светот околу себе. Уникатна и несекојдневна изложба, посветена на природата, постави авторот Сашо Алушевски во мобилната монтажна галерија во паркот на франкофонијата во Скопје. Изложбата е од циклусот На мајката земја, шума. Преку суптилна деконструкција на лисја, земја, камен и вода, сликите ја расплетуваат врската помеѓу визуелното и физичкото. Каква изложба е, не знам дали можам да ја ставам во некаква категорија, базирана е на некое си мое фотографско творештво, да речам, со тоа што фотографиите се изложени или интегрирани на некој понесоодветен или нестандарден начин, да речеме, особено за нашата сцена. А зошто се вика На мајката земја? Просто затоа што природата ми е некако и пејзажот основна инспирација или водилка низ изложбата и односно фотографии од шума, шумски пејзажи кои што се обработени на разноразни, различни аналогни фотографски техники. Би сакал публиката сама да се извлече заклучок, а она што јас го кажувам е нели кој е тој што ја гледа, што ја прави фотографијата, дали тој што го има фотоапаратот и ја направил физичката, нели,
Фотографија или она кој што ја гледа или доживува. Тоа ми е некако некој следно ниво на она што сакам да го видам или кажам со оваа изложба. Шестата инклузивна танцова представа Сонот на едно дете во продукција на танцовото студио Еурека ја исполни сцената на македонската опера и балет со емоција, енергија и искрена уметност. На сцената настапија околу 300 танчери, членови на студиото, обединети во заедничка приказна за сонот што никогаш не згаснува. 280 танчери со и без попречености учествуваа во инклузивната танцова представа со наслов Сонот на едно дете, чија што премиера се одржа на 1 декември во Македонската опера и балет. Идејата за оваа шеста инклузивна представа во продукција и реализација на Културниот центар Еурека е инспирирана од делото You Against You на младата кореографка Ања Јолаковска, со која годинава тимот на Еурека како дел од македонската репрезентација стана светски шампион на танцовото првенство кое се одржуваше во Љубљана, Словенија. Идејата ми дојде некако многу природно, едноставно сакав да зборувам за тоа како е се возможно, доколку се сака, доколку успееме да се избориме со сите работи што ги имаме во својата глава и потоа заради децата со попреченост со кои што соработуваме долго време, сакавме да го изразиме тоа и преку некои навидум невозможни работи кои што се реално возможни. Во светот на бајките е мелодијата од која потекнува продукцијата и целата представа. Едноставно сите живееме во светот на бајките од најмал до најголем и можеме да се размислиме уште еднаш за нашите соништа. Останатите кореографи беа Теодора Јолаковска, Стефани Кралевска, Тамара Стамбулџиева, Елена Чекова, заедно со асистентите Ирина Велковска, Теодора Тодоровска, Ивана Цаневска, Јована Стулковска и Јована Левковска. Ние сите сме тим кој што работи многу долго време и функционира совршено. Преку 12 сцени и авторските кореографии на младите кореографи од Еурека, танчерите ја раскажаа приказната за детските неостварени сништа и беа гласот на сите оние кои сонуваат свет без предрасуди, каде различностите не раздвојуваат, туку создаваат кохезија. Инклузивните активности, особено инклузивните танцови представи, многу значат за генерациите минати, идни, сегашни. Оваа година дадовме вкупно 5 представи со преполни сали, меѓу кои беа 4 наменети за ученици од основните училишта и освен што ја шириме инклузијата на тие 280 и отприлика 400 вкупно членови во нашето студио, преку посетата на представите во училиштата, од училиштата ја шириме многу пошироко, бројност многу пошироко во нашата држава. Децата стануваат многу посвесни, поодговорни, похумани, другари. Инклузијата едноставно многу значи за осамостојување и убави насоки во понатамошниот живот. И тоа е се што ви подготвивме за денешното издание на Вестите од културата. Ви благодарам што не следевте со внимание.